На 24 декември на Попова шапка ќе биде организиран првиот новогодишен базар. На базарот ќе учествуваат 13 македонски брендови чии производи направени од различни материјали ќе бидат изложени на продажба, а атмосферата ќе биде збогатена и со музика. Во рамки на базарот посетителите ќе имаат можност да погледнат и изложба на фотографии посветена на жичарницата Тетово Попова шапка. Дружбата на отворено ќе започне од 18 часот и ќе трае до 21 часот, а потоа како што велат организаторите, истата ќе продолжи во внатрешноста на Хотел Арена. Почнува во 18 часот, исто на отворено на терасата на Хотел Арена Попова шапка и ќе трае надвор во отворениот дел до 21 часот. Но подоцна од 21 часот продолжуваме внатре во самиот хотел, така да ги охрабрувам сите кои што се плашат дека ќе биде ладно или дека е зима, дека е отворено, да дојдат и ќе се погрижим атмосферата биде топла секако, со оган, со добра музика, со греено вино, греена ракија, печени костени, така да мислам дека ќе биде едно убаво искуство и доживување. Ќе учествуваат 13 македонски брендови со своите рачни изработки или нивни креации. Никој од нив нели не се рачни, само се, да речем, дизајнирани на компјутер, меѓутоа се испродуцирани преку нели дигитален начин, печатење и слично. Секако за нели добрата атмосфера ќе се погрушат шербет трио со убавата македонска музика, а понатака продолжуваме со сам, он исто така со македонска музика ќе не забавува, така да ќе биде сигурно убаво. Овој пат на базарот за прв пат се случува изложба на тема посветена на жичарницата Тетово Попова шапка. Значи, ова изложба никогаш до сега не е излезена јавно, за прв пат и е на архитектот Благо Аристовски и ми е огромна чест и задоволство дека ќе се случи токму на Попова шапка. Љубовта кон шара, поддршката за малите бизниси од цела Македонија и заедничката дружба помеѓу посетителите е главната инспирација за настан од ваков вид. Сакам луѓето да доживеат едно убаво искуство на шаропланина, поточно на Попова шапка. Попова шапка го врати својот стејај кој што го имаше и затоа преку еден ваков тип на настан, покрај што ги поддржуваме малите локални бизниси, зборам низ цела Македонија, а не се само Тетово, така да ете едно убаво искуство на Попова шапка и пред сета никогаш не се случил новогодишен базар, да се случи за прв пат и да стане традиција секако. Настанот ќе има и хуманитарен карактер, односно ќе биде поставена и кутија за донации за едно семејство. Сепак е нова година, нели? Треба да им помогнеме на сите оние кои што највеќе им треба. Има хуманитарен карактер. Шарам се инспирира од две девојки по име Габи и Ивана, многу им благодарам. Они веќе 5 години имаат под своја закрила едно семејство за кое што се грижат. И оваа година решивме да бидат нивниот хуманитарен гест, го продолжиме и на Шарам настанот. Они, значи, собираат средства за огрев, за храна на тоа семејство. Сепак семејството не е работоспособно, морам да го потенцирам тоа. И ми е навистина драго ако луѓето дојдат и донираат колку што можат. Мислам, ја разбирам ситуацијата, целата инфлација, сите ствари, меѓутоа сепак ова семејство не е работоспособно и сигурно сите ние можеме барем малку да помогнеме. Ваков сличен настан на Попова шапка беше организиран и кон крајот на септември годинава.